Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју од серијалот интервјуа со општинарите во 9 општини на Пелагонискиот регион. Денес се наоѓаме во општина Долнени и разговараме со Ајше Муларемовска-Топаловска, раководител на одделение за јавни работи. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, вие како сте? Одлично. Прво да ви се заблагодарам што ме примивте во вашата канцеларија и ни дозволивте да поразговараме малку за работата на вашата општина. Па би почнал со тоа што ја карактеризира општина Долнени. Дали би можеле вака накратко да ни ја опишете како една многу колоритна општина? Да. Мило ми е што денеска сум гостин во вашата Отворена телевизија. Ви благодарам за вашата посета. Секогаш сте добре дојдени, знаете, во општина Долнени. За општина Долнени можам да кажам дека навистина е една убава и интересна општина. Таа е, како што знаете вие, рурална општина која што се наоѓа во Пелагонискиот регион. Има околу 13.126 жители. Општината ја сочинуваат 36 населени места и можам да кажам, реков на почеток, дека е убава општина затоа што во неја живеат жители кои што се со мешан национален состав. Живеат македонци, албанци, турци, бошњаци, срби, значи сите граѓани. Значи Македонија во мало. Македонија во мало, да, Македонија во мало. Сликува целата слика на државата. Целата слика, да. Би сакал да ве потпрашам тука, дали општината превзема некакви мерки? Тука е познато дека меѓуетничките односи се одлични, дека луѓето соработуваат, Да. течи работата, живеат секој ден еден до друг, еден со друг. Дали општината превзема некои мерки за тоа да се одржува така, да напредува? Па ние како општина сме задоволни од граѓаните, од меѓуетничките односи. До сега никогаш немаме никаков проблем, никаков настан во врска со нарушени меѓуетнички односи. Сите граѓани со животот можам да кажам дека во општина Долнени е на многу високо ниво. Се негува посебна култура, посебна традиција во одредени населени места, значи некаде живеат бошњаци, тие си имаат своја традиција, своја карактеристика. Во друго населено место македонци и така, но сите заедно живеат во еден убав соживот. Значи во населени места има каде што имаме и мешан национален состав во самото населено место и соживотот е на многу високо ниво. Сите граѓани заедно живеат, се посетуваат, ги слават своите, знаете, верски празници. Општина Долнени е надалеко позната по фестивалот на гајдата, Да. Пеци Атанасовски. Дали овој фестивал кој што со децении се организира во Долнени привлекува доволно посетители од останатите краеви на Македонија? Да, во општина Долнени, поточно во населеното место Долнени, имаме спомен куќа изградено за нашиот великан Пеце Атанасовски и исто така по повод на неговото постоење се организира и фестивал, како што кажавме, кој што е посетен од многу домашни и странски посетители. Значи, тоа е фестивал за фолклор, за народни инструменти и песни, да. И посетен од голем број на граѓани од државата и од странство. Значи, сега во разговорот пред да почнеме да снимате, ни кажавте дека имате и други културни случувања кои што не се надалеку познати. Да. Може да ги запознаеме нашите гледачи со тие други организацијски се организираат и други настани во општина Долнени, кои што кажавте вие не се надалеку познати, но нашата општина ја прават посебна со тоа што по повод верскиот празник Бајрам,
значи тоа е муслимански празник. Во многу населени места од општината се организираат игранки, потоа народски е кажано како вашар. Тоа го организираат младите лица во општината. Исто така по повод и верскиот празник Великден се организираат исто така игранки во населените места кај што живеат македонци. И сите овие настани се поддржани Сите се поддржани од општината. Во рамките на нашите можности општината финансиски помага во организација на сите тие настани. Кога стигнавме до, ги спомнавте дека младите ги организираат овие настани, сега да ги споменеме малку друга гледна точка. Општината е позната по тоа што е земјоделска општина. Може да ни кажете кои се најзастапени култури и дали општина Долнени превзема нешто и има податоци колку младите сака да започнат со свој бизнис во земјоделието, дали сака да го работат тоа? Да. Значи најголем дел од населението е вклучено во земјоделско производство, кој што ја прави ова општина една од најголемите производители на тутун. Исто така во општината се одгледуваат житните култури. Самиот факт дека во општина Долнени има лица, околу 3000 лица до 18 годишна возраст, покажува дека и младите лица во општината се вклучени во одгледување на земјоделските култури во општината. Иселувањето, за разлика од другите општини во Македонија, е на многу мало ниво. Општина Долнени е рурална, но сепак многу голема општина, како што кажавте, преку 13.000 жители и сигурно има и многу деца. Има потреба од детска градинка, ја нема. Може да ни кажете дали воопшто има процедура, која има докаде? Па општина Долнени има изработено проект за детска градинка. Имавме некои градешни, односно урбанистички проблеми во врска со објектот кој што беше наменет за детската градинка. Значи, постапката е во тек, подготвен е проектот наша страна и мислам дека за брзо време тоа ќе се реши и ќе се изгради една детска градинка во општина Долнени, затоа што и вие кажавте, има голем број на деца од 4-5 годишна возраст, кои што на вистина населението има потреба од згрижување на тие деца, затоа што овде, како што кажавме, живеат граѓани кои што се занимаваат со тешки земјоделски работи, а децата нема кој да се грижи за тие деца. Значи, потреба има голема. Значи, процедурата е во тек, вашата работа е завршена. Нашата работа е завршена, сега чекаме од Министерството за труд и социјална политика да го одобри проектот и да се изгради градинката. Се надевам дека тоа ќе биде за многу брзо, затоа што како што кажавме, имаат потреба тие дечиња да бидат згрижени, додека нивните родители се по линијата и работат. За крај би сакал да поразговараме малку за училиштата во општина Долнени. Има 7 основни училишта и една гимназија. Можете малку да ни кажете колку ученици има општина Долнени и колку во гимназијата, колку во основните училишта? Па, како што кажавте и вие, во општина Долнени се наоѓаат 7 основни училишта, кои што се наоѓаат во скоро сите поголеми населени места. Тие 7 основни училишта имаат и своји подрачни училишта, кои што се наоѓаат во помалите населени места од општината, така да сите ученици се згрижени во тие основни училишта. За сите е обезбедено задолжително основно образование. Вкупно на ниво на општина во сите училишта има околу 1637 деца кои што се вклучени во основното образование, а исто така постои средно општинско училиште во населеното место Житоше, односно поточно гимназија,
каде што се вклучени околу 285 деца од сите населени места од општина Долнени. Би сакал само да спомниме на горчливата тема со која што сите училишта во не само во Македонија и во регионот и во светот се случува, да тоа е врсничкото насилство. Дали имате како општина некаков податок, дали се води некаква статистика, дали имате пријавување за врсничко насилство по училиштата и како се решаваат тие проблеми во општина Долнени? Па досега јас како раководител на оделението за образование, досега никогаш до мене нема доставено некое барање или пријавено некој настен за врсничко насилство. Јас верувам дека има можеби некогаш некои мали проблеми или кавги кои што се решаваат на ниво на училиште со службата кој што е присутна во училиштата, но морам да се пофалам дека досега немаме некој голем проблем од страна на учениците. За крај би сакал да ве прашам, добро е што кажавте дека проблемите и оние мали проблеми како што кажувате кои ќе излезат се решаваат на ниво на училишта, дали училиштата имаат доволно неедукативни стручни служби, педагози, психолози? Па во сите училишта и во основното и во гимназиското образование имаме доволно стручна служба и педагози и психолози, но мислам дека недостасува потребата од дефектолог и логопед како стручна служба во училиштата. За крај би ви се заблагодарил за ова интервју, што не одвоивте време, да не запознаете малку со повеќе со вашата општина, да ни откриете малку како функционира и образовниот систем, ете и градинката полека се надзира, ви посакувам успешна работа и што побрзо дечињата да се дочекаат градинката, а на општина Долнени посакувам плодна година. Ви благодарам и вас за вашата посета во општина, ви благодарам за поддршката и вас ви посакувам и вие да имате успешна и убава работа. Ви благодарам, а со вас се гледаме во следно интервју.